Почитувани, Македонија тоне во катастрофи, инфлацијата го јаде лебот на граѓаните, а СДСМ и ДУИ, наместо реални антикризни мерки, троши 5 милиони евра за службени автомобили. Неодговорноста и криминогеноста на власта ја потврдува и девастирачкиот факт од Државната комисија за спречување на корупцијата, дека во време на најголема смртност заради ненавремено обезбедување на вакцини за корона, во време на скок на сметките за струја заради домашната енергетска катастрофа, во време на екзодус од 215.000 работоспособни лица од Македонија и во време на најголема економска катастрофа, двоцифрена инфлација, функционерите на СДСМ и ДУИ делат 5 милиони евра од буџетот за луксузи за службени возила. 5 милиони евра во катастрофа за Оливер Спасовски да се вози луксузно, додека се печатат пасоши на мафијаши. 5 милиони евра за возило и луксуз за Ариф Асани, заменикот од Бирото за јавна безбедност, што го извади пукачот од Чаир. 5 милиони евра за луксуз наместо за вакцини во корона, 5 милиони евра за службени коли наместо одржување на рек Битола, 5 милиони евра при катастрофа за сите во Македонија, освен за функционерите од СДСМ и ДУИ. Почитувани, СДСМ ДУИ со закани и притисоци задушуваат протести на воспитувачи во градинка, учители и наставници во основно образование. Ги излажаат синдикатите дека ќе им ги зголемат платите. Сега одбиваат антикризни мерки да се намалат акцизите и ДДВ-то за горивата и на храната. Народот тоне во сиромаштија, ама СДСМ и ДУИ трошат милиони евра за собствен луксуз, за службени луксузни возила. 5 милиони евра и тоа се плаќа со повисоки акцизи, со даноци на горива, на струја и на храна. Затоа СДСМ и ДУИ се против намалување на акцизите и против намалување на данокот, за да има луксуз за нив во власта. Почитувани, премногу е. 5 милиони евра за луксузни возила, наместо 5 милиони евра реална помош на граѓаните во криза. Придружете се на протестот за промени на 18 јуни во 20 часот пред владата на Македонија. Ви благодарам.